Насмевки, игра и детски джагор беше сликата која што нашата телевизиска екипа ја затекна на новоизграденото кошаркарско игралиште во село Сиричино, општина Јагуновци. Во срцето на селото, уште едно игралиште ќе биде местото каде што младите ќе го поминуваат слободното време во фейрплей игра. Изградено по најсовремени стандарди, игралиштето несумнено ќе биде уште една светла точка во населеното место Сиричино. Мештаните презадоволни од новото игралиште, а благодарноста за овозможените финансиски средства за неговата изградба му ја препишуваат на господинот Љупче Ристовски, иселеник од Сиричино кој што со своето семејство живее и работи во Мичиген, Соединети Американски држави. Ристовски вели дека кошарката е составен дел од нивните животи. Тој и неговите ќерки, како и неговата сопруга што ги поддржува, се големи љубители на овој спорт. И таа љубов веќе извесно време сакале да ја пренесат во Сиричино, преку изградба на вакво игралиште на кое ќе се редат многу победи. Јас сум роден во ова село, моите родители се од тука. И јас сакав да изградам нешто за децата. Видејќи ние ги сакаме децата, моето цело семејство ги сака. Моите ќерки играат кошарка. Ние го сакаме спортот и како што гледате, кога децата играат, ние сме среќни. Трите мои ќерки играат кошарка. Не недостасува втората ќерка која што остана во Америка. Ние сме луѓе на кошарката и ние сакавме да оставиме нешто од нас во селото. Затоа што го сакаме спортот, но повеќе го сакаме селото. Сакавме да бидеме сигурни дека децата ќе играат. Тоа е се. Ние не сме инвеститори, само сакавме да ги потикнеме децата да играат кошарка. Ништо повеќе. Ние сме благословени како семејство, бидејќи ние сме добиле многу од кошарката. Затоа е ова игралиште тука и моите деца и сопругата се чувствуваат исто. Пеце Стојчевски е човекот кој на нашата екипа први посака топло добре дојде во Сиричино. Пред нашата камера пак говори од какво значење е изградбата на игралиштето. Значи ова игралиште ќе служи не за сите сиричани, него за цела околија, цела општина од Јагуновци. И са наредно, сега може наредна година не, ама таму за 2 години планираме овде да организираме еден камп така 7-дневен за кошаркари од 7 до 14 години. Пошто имаме услови, имаме хостел тука во Сиричино, значи условите се феноменални. Тренирците би водел конкретно господинот што донира овдека, Љупче Ристовски. Бошко Антоски пак од Сиричино, рецитирајќи песна, му се заблагодари на Љупче Ристовски, човекот кој покрај кошаркарското игралиште има донирано финансиски средства и за изградба на фудбалски терен во селото. Игралиште за фудбал прави младинците од Сиричино да бидат здрави. Од диаспората појде, во Сиричино дојде. Турнири да прави, затоа Љупчо треба да се слави. Донира на сите страни, без грешка и мани, турнирот ќе го организира подобро од лани. Градоначалникот на општина Јагуновци Димитар Костадиновски го поздравува чинот на изградба на спортското игралиште. Би апелирал и до секој селеник кој во западните земји, односно во Соединети Американски држави, да е добре дојден во општина Јагуновци, во својот родни села, во својот роден крај, да инвестира. Општината секогаш ќе биде отворена за секој таков чин и затоа можностите на општина Јагуновци се толкави, самите знаете ова економска и криза допринесе да општина Јагуновци нема голем свој буџет и големи средства за да прави, се трудиме максимално што може да направиме од наши средства и извори и затоа вакви донатори ни се добредојдени и секогаш вратата на вакви граѓани или донатори ќе биде отворена во општина Јагуновци. Инаку населеното место Сиричино е стационирано во Долни Полок, на територија на општина Јагуновци, со околу 300 постојани жители.